Трейдинг психологија. Зошто 99% не прават пари? Сакам да те научам како да размислуваш. Секогаш се повторуваат истите грешки. Затоа мал број на луѓе се константни. А во што? Во заработката од трейдингот. Стравот е пречка зошто луѓето не прават пари. Да, има периоди каде што се прават пари, но како круг што се дели на два дела. Плюс едно, минус едно. Плюс едно, минус едно. Добиваш, губиш. Добиваш, губиш. Момент кога воспоставував поинаква врска со стравот, работите се сменаја. Или high state. Висок психолошки или емоционален однос. Во состојба на позитивна концентрација, самодоверба, фокус и контролирани емоции. Сум имал ситуација да изгубам 7.000 евра по позиција, што е една годишна плата во Македонија. Мораш да изградиш посебен однос со загубен трейд или добиен или серии позиции. Мораш да изградиш посебен однос, затоа што тоа ти треба до крајот на животот. Она што сакам со овој разговор да ти променам мислењето за трейдинг. Сигурен сум дека имаш заприметено, небитно колку добро познавање имаш од техничка анализа, постојат денови каде што одбиваш да добиеш стоп лос. Без разлика на најдобрите намери, не можеш да се натераш да го направиш правилното нешто. Тоа следи прашањето: дали се плашам од позицијата? Дали се плашам да сум во голем ризик на капиталот во позиција? Не е поентата дека сум трейдер без страв. Не сум ни човек без страв, сите имаме стравови. Ако застанам на балконот и гледам надолу, дали добивам трпение или нервоза? Сега кога имам нервоза, со вежба и искуство се доаѓа до поголемата контрола. Вежбањето или искуството не го прави тој момент совршен. Ќе објаснам подетално. Мојот однос со стравот е таков што сум научил да го препознавам и да не дозволам да ме контролира. Се навикнав на одредени ситуации што би предизвикале паника кај другите. Например, ако автомобил иде кон тебе со голема брзина, знаеш како да реагираш и да го контролираш стравот. Со тек на време стравот не исчезнува, но учиш како да го користиш како сигнал, а не како пречка. Тргував во особено стресни ситуации, како например Трамп во Белата куќа 2025. Со неговите политики, тарифи и така натаму, ќе забележите дека мојот амигдалум, дел од мозокот, не свети. Никој не забележа дека во квартал 1 и квартал 2 изгубив 25.000 евра. Не оти прекривав. Секојаш споделувам изгубени позиции. Не се запримети тоа затоа што едноставно го блокирам тоа чувство. Не можам да го блокирам стравот кога сум на заболекар, не ми оди многу. Вадење запили поправање за мене е хорор. Но кога се соочувам со хорор ситуации, додека тргувам, имам изградено имунитет. Имунитет на страв што ми овозможува да донесам правилни одлуки кога е потребно. Мојот аргумент е, ако јас можам да го направам ова, на мој уникатен начин, можеш и ти. Вежбањето не те прави совршен. Вежбата те прави постојан. Ако продолжиш да вежбаш на погрешен начин, ќе формираш модел на однесување кој не ти служи. Ако има 75 луѓе и 50 губат, како што покажува CMC Markets, тогаш не е прашање на техничка анализа. Не губиш затоа што не знаеш тренд, реакција, профили и така натаму. Ова не е технички проблем, туку човечки. Проблемот е во емоции, дисциплина, контрола на стравот и алчноста. Колку побрзо сватиш, толку полесно ќе целиш кон успешен трейдер.
Ако сакаш да напредуваш, мора да сватиш. Најголемите предизвици од тргувањето се во твојата глава. Стравот од губење пари, алчноста кога имаш профит, недисциплина кога се чувствуваш превисоко или премногу сигурно. Кога ќе прифатиш, можеш да започнеш да вежбаш правилни навики кои ќе ти помогнат да бидеш постојан и успешен. Праксата не те прави совршен, праксата те прави постојан. Ако вежбаш погрешно, ќе зацврстуваш лоша навика. Но ако вежбаш со свест и контрола на емоции, тоа ќе ти стане твој начин на тргување кој ќе ти служи во иднина. Ова е човечки проблем и колку брзо можеш да направиш нешто по тоа прашање, толку подобро. Мислам дека ова индустрија ќе пропадне ако брокерите јавно остават статистики за добиени и изгубени позиции. Луѓето се свесни за тоа, но мислат дека овие бројки не важат ништо за нив. Кога се соочуваме со чарт, доаѓа момент на buy или sell. Имам опција за buy и имам опција за sell. Нормално, според техничка анализа. Не е важно дали ќе добиеш или ќе изгубиш во таа позиција. Може би си во право, може би не. Зависи од тоа колку трговци се согласуваат со мене. Ја поддржуваат позицијата, односно правецот. Нема мој да знам за иднината. Често добивам прашање, каде ќе оди маркетот? Па затоа им викам дека магичното стапче ми е расипано сега, а каде мислам дека ќе оди маркетот? Не сум Нострадамус и немам идеја. Секој што тврди дека знае каде оди маркетот, или е пристрастен кон некоја одредена насока, или има некаков личен интерес. Затоа, кога тргуваш, важно е да сватиш дека маркетот не е против тебе. Тој реагира на однесување на луѓето. Твоја задача е да ги разбереш тие реакции, а не да предвидуваш иднина како Нострадамус. Многу трговци се фокусираат на тоа дали ќе заработат или ќе изгубат пари, но вистинскиот предизвик е во контролата на сопствените емоции. Кога гледаш чарт, не размислувај само за бројки и индикатори. Размислувај за тоа како пазарот се движи според човечка психологија. Например, ако гледаш корекција, твојата одлука не треба да се базира само на техничка анализа. Размислувај колку трейдери ќе се согласат со твојата стратегија. Поддршката за волумен е од маркетот плюс луѓето. И запомни, нема граници. Никој не може да каже каде ќе оди цената, но можеш да му кажеш да или не на твоето однесување и реакциите према маркетот. Токму и тука е причината зошто многу луѓе губат пари. Не затоа што не знаат техничка анализа, туку затоа што не може да ги контролираат емоциите, стравот и алчноста. Клучот за успех е прифаќање на човечкиот фактор и работа на сопствената дисциплина. Кога ќе го направиш тоа, ќе можеш да вежбаш правилни навики кои те водат кон успех. Еден од најголемите предизвици во трейдингот е нашиот ум. Нашиот мозок може да биде наш најголем сојузник или најлош непријател. Ако си лонг на еврото према доларот, си купил да очекуваш да расте. Нормално е да мислиш и да зборуваш дека цената ќе оди нагоре. Не би рекол дека ќе паѓа. Пристрасност ја гледаш цената низ твоја моментална позиција. Повеќето од вас мислите дека професионалните трейдери имаат 80-90% win rate. Но вистината е сосема поинаква. Ни професионалците немаат таков процент на погоденост. Во многу случаи може да имаш иста точност или win rate, но за разликата е во менаџирањето на ризикот и капиталот. Колку побрзо човек ќе свати дека тргувањето е всушност игра на веројатности и можности, а не на сигурност, толку побрзо може да почне да тргува смирено и рационално. Секако јас не очекував некој движења, тоа е природа на маркетот, непредвидлив. Но токму во тоа е суштината на играта. Да реагираш правилно, а не да предвидуваш. И сега да бидам искрен, дали чартот е светиот граб во трейдингот? Одговорот е не. Јас го сакам чартот, графиконите, и можам да сум по цел ден, да се пулам во нив, да седам, да анализирам, само за да го тренирам умот. Но иста така,
сум свесен дека мојот ум не секогаш ми е пријател кога станува збор за профитабилно тргување. Затоа не верувам дека техничката анализа е светлиот граб, ниту фундаменталната анализа. Проблем е во тоа што нашиот мозок е хаотичен систем и ако не го контролираш, може да ти стане најголем противник. А едно од најинтересните нешта кај човечкиот мозок е тоа што има тенденција да гледа нешто што всушност не постои. Овој феномен на латински се вика опофенија, што во превод би значело нешто како измислување шеми или барање нешто што го нема. Ако размислиме, например, познатиот индикатор Фибоначи, кога маркетот прави повлекување на 61%, одма имаме идеја дека е совршен момент за buy или sell, зависност од насоката. Ако неуспешно е 61, следен е 78.6. А зошто да не е 88 или 94? Секогаш ќе најдеме процент што треба да работи во наш момент. Може би е време да се запрашаме што всушност правиме кога трейдаме. Целта на трейдањето не е да бидеш во право, нити да се докажуваш. Целта е едноставна, да правиме пари. А за тоа мора да се размислува поинаку. Ако 80% луѓето губат, а сите тие се нормални, паметни, образовани, имаат работа, семејство, тоаш проблемот не е во интелигенцијата, туку во тоа што размислуваат исто. Затоа размислувај надвор од масата, дел 1.